Живее единствено во Македонија, а за него не знаеме речиси ништо. Зингел балканикус или вретена во јавноста е помалку познато од охридската и брајчинската пастрамка или од јагулата, иако овие риби ги делиме со соседните земји. Тој е само наш. Една од главните причини за тоа е што овој автохтон и ендемичен вид риба е под закана од исчезнување. Та е најмал вид од фамилијата Персиде, со должина од 15 сантиметри. Вретена за прв пат е евидентирана од страна на Станко Караман во 1937 година и тоа во реката Вардар. Караман ја опишал вретена како Аспро стребер балканикус, подвид на видот кој живее во сливот на Дунав и Рона. Вретена се забележува и во реката Треска и во Преспанското езеро. Според црвената листа на загрозени видови на Меѓународната унија за заштита на природата, статусот на вретена Зингел балканикус е неопределен, што значи дека за неа нема доволно информации. Вретена досега не била предмет на ниту едно научно истражување, ниту на наши, ниту на истражувачи од странство. Од тие причини, релевантни податоци за незината биологија и екологија не постојат. Она што се пишува за неа е извлечено како констатација врз основа на биологијата на незиниот најблизок сродник, Зингел стребер, кој живее во водите на Западна Европа. Заради сите загадени води кои што се влеваат во Преспанско езеро, страда вретена. Рибата потекнува од фамилија која што е исклучително чувствителна на отпадни води. Секое загадување за неа значи смрт. Професорот Васил Костов вели дека токму поради загадувањето на Вардар, вретена повеќе нема во оваа река, но страшно е што се доведува незиното постоење во другите води во земјата. Ние работевме минатата и предминатата година на детектирање и на сите закани. Таму имате куќи каде што директно влегува канализацијата во река. Значи не се ни кријат, не се ни поставени негде као нели скришно па каналче некој ќе влезе во река. Не, директно постои цевка која што си директно влегува во реката. Од Арват и од Брајчино, од Љубојно, сите тие села што се таму. Значи никој не реагира. Нема инспекција, нема некој тоа да го санкционира или да им укаже на луѓето дека тоа не треба да биде така. Друг проблем е зафаќањето на вода. Секој како ќе му текне така зафаќа вода од реката. Значи ние бевме тамо во период ноември, а ниту Кранска, ниту Брајчинска не влегува во езеро. Едноставно ги снемуваше реките. Министерот за животна средина Насер Нуредини вели дека Преспанско езеро е болна точка по сите основи. We've actually started cleaning up the lakeside together with the support of the Ministry of Defence, where the army also participated, to actually try and take away some of the unfortunate waste that's lying there in order to protect the fauna of the lake. But the actions that need to be taken are trilaterally at the same time, together with the Ministry of Agriculture and with the agriculture sector that is working there to manage the usage of water. Косто вели дека постојано алармираат, но оти слухот на државата за заштита на природата со години е минимален. Реагираме, зборуваме и секогаш се обидувам да го зборувам и го кажувам и јавно и на трибини и вака во емисии. Меѓутоа, нели реков и ќе го повторам пак, толку е слухот, толку е интересот на нашите институции за заштита. Сега е тоа нешто декларативно. Може ќе ми се налутат, меѓутоа да. 90% се декларативни заложби за заштита на биодиверзитет, за заштита на нешто. Заштитуваме нешто што не треба да се заштитува, не заштитуваме тоа што е критично загрозено. Многу примери имаме такви. Еве сега сме во изработка на план за заштита на преспанската пастрмка и со донаторите скоро истото го разговаравме. Професорот вика да, ние ќе го направиме, меѓутоа ние не можеме на државата да и наложиме да го спроведе. Излегува дека донаторите од странство се позагрижени за нашиот биодиверзитет и за нашите риби од ние самите во нашата земја. За овој ендемичен вид риба Ада Пошта има издадено и поштенска марка во 30.000 примероци. Рибата вретена е дел од серија од 4 поштенски марки, издадена во 2007 година. Тоа се ендемски видови на риби, предложени од Природно-научниот музеј на Македонија.
Уникатниот примерок на риба што го има земјава не се знае уште колку ќе остане со нас. Поштенската марка останува како сведок дека некогаш на ова место на земината топка се појавило рибче кое не успеало да ги преживее сите загадувања на македонските реки.